Зошто лоши работи им се случуваат на добрите луѓе? Дали некогаш го погледна твојот живот и се запраша, зошто баш мене? Зошто токму на мене ми се случува сето ова? Ти направи најдобро што можеше. Беше љубезна личност, работеше храбро, силно, напорно. Направи се што е во твоја моќ, но бурата повторно дојде. Но зошто лоши работи им се случуваат на добрите луѓе? Со тебе ќе споделам денес една вистина која што можеби нема да биде комфорна, но ќе биде ослободителна. Универзумот едноставно не реагира и не одговара на твојата добрина и љубезност. Универзумот, Бог, полето, како сакаш наречи го, реагира и ти рефлектира и ти реализира во твојата реалност само она што всушност во целина си ти. Кој идентитет сметаш дека си ти длабоко во себе на сите нивоа, тоа ќе се рефлектира и во твојот живот. Затоа, од тука доаѓа различноста на животите кај различни луѓе. Некои луѓе што и да направат, не можат да си го подобрат својот живот, бидејќи не се вртат кон својот идентитет и кон внатрешните програми што тоа го рефлектираат. Универзумот има своји законитости и своји правила, така да на секоја акција доаѓа реакција. Доколку фрлиме, еве да речеме, било каков предмет или животно или не знам што од пети кат, нема да дојде Бог да го земе и да ни го врати. Значи, сепак, нашата 3D реалност ја водат одредени универзални закони, а нашите животи ги креира едно и единствено нашиот начин на размислување, нашиот мајндсет, нашата внатрешност која што се рефлектира надвор. Ние фактички привлекуваме одредени луѓе, настани, случки, синхроницитети, се што се случува во нашиот надворешен свет, потекнува од нашиот внатрешен свет. Секогаш прво нешто внатре се случува, а потоа истото се рефлектира надвор. И сега, ако те интересира во 2 збора, зошто лоши работи им се случуваат на добрите луѓе, еден краток едноставен одговор е дека се постојано во лоша вибрација, односно најчесто се во стрес, грижи, очекувања, чекање нешто од надвор да се случи, значи во една вибрација која што не е добра, која што во еден систем на внатрешни програми, во еден стрес, во еден страв, во еден циклус на повторувачки страдања, да пак истото ќе ми се, да знаев, пак истото ќе ми се случи, ете што и да направам, истото ми се случи. Значи, таа вибрација е во комуникација со квантното поле, со универзумот, со Бог, со што сакате, кажете го и истото тоа ќе ви се рефлектира во реалноста. Моментот кога ќе знаеш дека ти ги креираш сите твои страдања, верувај, единственото ослободително нешто ќе биде одговорност, значи превземање на одговорност за твоите размислувања, автоматски за твојот мајндсет, последователно за твоите мисли, акции, ќе направиш се само кога ќе знаеш дека фактички од тебе произлегува креацијата на твојот тековен живот. Се надевам дека појаснив со овие неколку примери, но ќе продолжам и понатаму со примери. Сум видела многу љубезни луѓе кои што услужуваат на секого, многу добри души кои што страдаат во токсични односи. Сум видела многу вредни луѓе кои што многу тешко и напорно работат долги часови во текот на денот, а сепак кај нив не останува некоја финансиска добивка. Сум видела великодушни срца кои што ништо за нив не земаат затоа што врти програм во позадината, дека се едноставно не заслужуваат, не се доволно добри. И фактички овие длабински или јадрени програми, ние што ги викаме или core belief
јадрен програм, од таму се рефлектира да ние повлекуваме одлуки и рефлектираме кон полето, кон Бог, кон универзумот да ни повторува едни исти искуства, еден ист круг од кој што тешко се излегува. И кратко да заклучиме дека универзумот не те наградува за твојата добрина и за твојата великодишност, те наградува и ти дава исклучиво и те носи на животна патека во однос на твојата вибрација. Фактички, универзумот е исклучиво математика и физика и непогрешиво ја води твојата патека. Доколку станеме свесни креатори на нашиот живот, би можеле да влијаеме на нашата животна патека. Едноставно да направиме напор да освестиме што е тоа што го носиме во нас, што ни прави на нас лична штета, и едноставно тоа да го промениме. Но да видиме што е вибрација. Повеќето луѓе го употребуваат овој збор, но малкумина точно знаат што е вибрација. Нашето тело, нашиот ум и воопшто ние како битија имаме наша енергетика. Всушност, целиот наш склоп е фактички збир на една вибрација. Значи имаме различни аспекти на нашиот идентитет, на нашата личност, како ние размислуваме, кои одлуки ги носиме, што е за нас нормално, и сето тоа може да се крсти со еден збор вибрација. Нашата вибрација е во комуникација со реалноста, односно со квантното поле, и врз база на нашата вибрација се отвара нашата животна патека и ова што не се случува во нашето секојдневие, фактички во комплет е наша креација. Без разлика каква и да е. Таа е наша. Сите ние со нашата енергетика имаме свој специфичен, уникатен енергетски подпис. Па според нашата енергетика, нас не се случуваат одредени околности, одредени синхроницитети, па така во нашиот живот, врз база на нашата вибрација, се случуваат, значи, како што реков, синхроницитети, некои луѓе доаѓаат во нашиот живот, некои луѓе си одат, некои нови случаи, некои промени се случуваат постојано и секогаш непогрешиво во однос на нашата вибрација. И сега да видиме една вежба која што ќе ти помогне да си ја утврдиш својата генерална вибрација, како ти вибрираш во секојдневието. Зошто јас имав вежби? Значи, многу се важни вежбите што ги сподели во минатите видеа, каде што вие правите спецификација на емоциите кои што на дневна база ги чувствувате. Јас ќе објаснам во понатамошните видеа што значи каква вибрација произведува чувството на страв, да речеме. Како атрактор е тој, дека вие, ако од нешто многу се плашите, може тоа да стане како магнет, да нешто на вистина се случи во тој смер. Може би не во мера која што вие стравот го мислите во вас, но тој е атрактор. Исто така, значи привлекувач магнет. Исто така, одредени други емоции што ги чувствуваме, например тага, страв, вина, тие се 5 емоции кои што се ниско вибрираат. И од таму вие може да донесете само лоши, поразителни или повторливи одлуки. Не може да имате просперитет на животна патека од емоција на тага, страв, вина, срам, гнев. Значи, ако имате во текот на денот, оно нормално е ние да почувствуваме некои моменти, не може секогаш да сме во некоја висока вибрација, но ако доминираат овие 5 емоции, оваа енергетика од овие 5 емоции, вие не може да имате. Едноставно не може да имате просперитет на животна патека, бидејќи секогаш од вас ќе излегуваат, ќе избиваат овие емоции. Работата на себе токму тоа го нуди, освестување. Значи, таа е многу
самосвеста е доста висока точка на вибрација, значи кога сме самосвесни што правиме ние и што треба ние да научиме за себе, да прекинеме да се занимаваме со други, да прекинеме да бараме од други, да очекуваме од други дека некој друг нешто да дојде, да не спаси, да ни направи, да не извлече од некаде оно. Секако ние луѓето меѓу себе си помагаме, но генерално тоа треба да тргне од нас и ние да ја запознаеме нашата лична моќ, веќе да не чекаме ние да започнеме од нас. Повеќето луѓе не се свесни за ова што го зборувам и секогаш остануваат зависни од надворешните околности без да знаат дека гледаат низ филтер, фактички од внатрешни програми кои што вртат и се доста вака на ниво на идентитет еден опсежен програм кој што никој пат во животот не стел знак прашалник во што верува. Па така, ако вие мислите дека треба да секогаш се повлекувате од конфликт, вие секогаш ќе бидете прегазени од луѓе кои што ги пречекоруваат вашите граници. Ако вие мислите дека секогаш треба да сте љубезни, вие секогаш ќе наидувате на гневни луѓе. Зошто? Затоа што самиот систем на универзумот, на квантното поле, на ние како комуницираме со реалноста, е точно тоа. Фактички, реалноста што ви покажува е огледало што внатре во вас фали. Некој може да си помисли дека некоја работа ако ја направи, не знам, е многу грешна, има грев, чувство дека направил грев, дека чувство на вина. Нема тоа да допринесе просперитет на животна патека. Значи, повторувам, енергетика и вибрација од овие 5 емоции што ги набрав, на вистина не носи на нешто што е позитивно, нешто што е добро за нас, нешто што ако е добро за нас ќе биде добро за тие луѓе околу нас. Верувајте на луѓето кога им е добро, значи ако на мене ми е добро, тогаш и на тие околу мене исто така добро. Ако јас не сум окей, ако јас имам тешки фрустрации, нерешени рани, неисцелени рани, јас каде да отидам надвор од земја? Луѓето бегаат. Луѓето бегаат некаде далеку, мислејќи дека ќе побегнат од нешто, но таму кај што ќе одат, повторно се носат себе си и повторно таму ги прават истите одлуки кои што ги прават и тука. На вистина територијално каде вие живеете и дека мислите дека ќе одите некаде, не знам, дека таму нешто е блескаво јаболко и дека ќе се решат сите ваши проблеми. Не, зошто? Затоа што вашиот мајндсет го носите таму. Може да се случи да вие побегнете од некоја територија, да отидете на друга територија, да е таму уште полошо него каде што бевте од. Зошто? Зашто повторно не е решен тој интерен свет. Значи, внатрешниот свет, внатрешната вибрација е лоша и затоа каде и да одите ќе привлечете недобри настани. Но како ние сега ова да го свртиме и да прекинеме со овој циклус и ние сами да се позиционираме на една просперитетна патека. Како што напоменав и пред малку, ќе работиме една многу моќна вежба, каде што најпрво ќе треба да се утврди твојата тековна вибрација. Како и досега што вежбавме, можеш да си земеш тетрадка да запишеш или во дигитална форма, во ноутс, во твојот телефон, не е битно. Напиши, дополни ја реченицава. Животот е, и напиши се што ти дојде. Следно, исто така врз база на дополнение, мојот живот е и дополни ја реченицата, комплетирај со што можеш повеќе зборови. Следно е луѓето се и дополникот твое.
Јас сум и дополни потвори. Се ќе дам примери за оваа вежба како решение, да речеме мои клиенти што ја потполнуваат оваа вежба и нивните одговори. И така имаме, да речеме, личноста одговара животот е страдање, реалноста е тешка, мојот живот е повторувачки циклус на една иста борба. Јас сум, не знам, повредена личност. Луѓето се лоши и така натаму. Личност Б одговара. Животот е игра, има свои правила. Луѓето се интересни. Јас сум флексибилна личност. Се трудам најмногу што можам. Значи, ова се два потполни одговори кои што одма се дефинира во која вибрација се наоѓа личноста. Откако ќе утврдиме во која вибрација сме, ќе треба да направиме, сега одиме на процес број 2, ќе треба да направиме една спецификација, да речам, една вака кратка анализа, што ми рефлектира мојот живот назад. Значи, размисли за твојот живот и помисли. Кои настани ми се случуваат, ми ги рефлектира животот. Например, се налутив со колешката или во добри односи, сум во партнерски односи, но финансии не ми одат. Ете, вложувам, правам се, значи, да видиме, да направиме во сите 4 сфери, а тоа се здравје, финанси, здравје, финанси, семејни односи, партнерски односи, во сите 4 сфери да видиме што ни рефлектира животот, да направиме еден пресек, каде сме ние, да утврдиме како ние вибрираме. Значи, слободно одвој време, напиши во 4 графи како ти е здравјето, како се партнерските односи, како се семејните односи, како се финансиите и да видиме во која вибрација се. Не се плаши од тоа што ќе го видиш, едноставно види го. Некогаш и човек треба да се налути да види каде е. Едноставно да каже доста е, убаво е да види каде и што му рефлектира реалност и да види од каде потикнува тоа, кој мајндсет кој имаме ние во нас, кој е тој мајндсет што го имаме, што баш тоа ни го рефлектира. Да видиме каде стои програмот дека ние не заслужуваме нешто или дека не сме доволно добри. Може би едноставно немаме вештини, може би не знаеме како, но никогаш не е доцна, човек се учи. Значи може да се учи, да видиме ние каде, во кои сфери можеме да го подобриме нашиот живот. Генерално можам да кажам дека лоши работи им се случуваат на добри луѓе. Генерално, значи, кажам од моја лична перцепција, е дека се во постојана борба со животот, дека едноставно се во постојана грижа. Кога човек се наоѓа во грижа, во страв, што ќе следи утре, едноставно да е во еден постојан грч, да не се случи тоа, да не дојде тоа, значи тоа представува една генерална вибрација каде што вие повикувате постојано некакви незгодни настани. И мотивот за оваа видео ми беше дека навистина добри луѓе кои што се навистина љубезни, едноставно ја препуштаат одговорноста на други луѓе, се препуштаат себе си на други, очекуваат од некој блиски поддршка, очекуваат, тоа е нормално, но сосема друго е кога ти сам или ти самата ќе преземеш одговорност за твојот живот, бидејќи сите ние имаме огромна моќ. Едноставно може на ниво на намера и на одлука да едноставно донесеме одлука крај, готово, јас не сум во оваа вибрација, едноставно јас ќе си го подредам животот како ја што мислам дека е надоб, во кокреација, значи збориме во танц, во кокреација со реалноста. Зошто?
затоа што секогаш Бог, квантното поле, оваа совршеност што е околу нас, е секогаш попаметна од нас. Се надевам дека видео малку ви помогна. Се надевам дека видеово ти помогна да ги освестиш твоите емоции, да ставиш крај едноставно на некои лоши чувства, лоши предчувства или што би рекле некој мој клиент, имав соништа, сонував предикативни со дека тоа ќе ми се случи, дека значи не се програмирате сами, дека нешто ќе се случи лошо, не очекувате, очекувате нешто добро да се случи. Едноставно јас и на менторскиот програм и на луѓето што ги водам и групите, постојано го кажувам, значи стануваш са бајле и си повторуваш што убаво ќе ми се случи денес. Што убаво ќе ми се случи денес. И топло препорачувам на оној процес каде што ние во текот на денот запишуваме што добро ни се случило и си ставаме во теглата на среќата. Значи може да се земете една тегла, да ставите една убава налепница, обична може да е најобична, каде што вие ќе ги ставате сите убави нешта што ви се случуваат во денот. Зашто ние по природа може да ни се случат 10 убави работи во денот, една да е лоша само за незе да се патиме. Значи, свртете го фокусот, оставете ги лошите вибрации, сватете дека вашето тело е храм, дека внатре што се случува се рефлектира надвор. Дека ако постојано мислиш дека тоа што го направи е грешка, дека тоа што го направи е грев, дека ако се постојано само тепаш себе си, не може да биде различно надвор. Секогаш надворешниот свет го рефлектира твојот натрешен свет. Кога внатре во храмот е окей, ќе дојдат просперитетни денови, просперитетни одлуки. Скроз вибрацијата ние можеме на принцип волја, значи како на копче, како буквално на ентер да се подесиме себе си да кажеме не, веќе доста е. Веќе немам што да сум во тага, немам потреба да сум во тага, затоа што така само ќе привлечам лоши настани, потреба да сум во гнев. Моментот кога ќе излеземе над гневот, значи над гневот прва емоција е храброст. Храброст да исчекориме. Потоа доаѓаат тие да кажеме повисок емоции со повисока вибрација, емоции на смиреност, емоции на љубов, на баланс, на поддршка на други, спокој, мир, надеж, самосвесност, смиреност, што и да се случува надвор. Значи, едноставно, работа на себе е кога човек едноставно, иако има бура надвор, се наоѓа во ситуација да биде смирен, бидејќи само на тој начин ќе може да привлече некое решение, некои добри одлуки, некои добри синхроницитети, некои прилики кои што ќе биде во смирена состојба за да ги зграби. Јас ќе продолжам и понатаму и во следните видеа да објаснувам како нашата збирна вибрација фактички ни ја креира реалноста. Тоа е, да кажам, и мисијата на мојата работа и целта на сите овие видеа е да споделам како ние всушност сме сами креатори на нашиот живот и дека ние сме тие што ние сме капетанот на бродот, ние сме кормиларот, да не дозволиме бродот да оди сам во некаков смер, по некакви случајности, него ние едноставно да го земеме кормилото и ние точно да знаеме што сакаме. Значи, нашиот ум е многу совршен софтвер кој што бара точна инструкција, точно каде сакаме да бидеме, без разлика во која ситуација сме сега, во која возраст сме сега, во која болест сме сега, во која на вистина е небитно. Од се може да се излечеме само кога ќе се свртиме кон себе, кога ние сами, верувајте, сами кога ќе биде човек горд сам на себе, едноставно тоа е момент кога си ја враќа својата моќ. Едноставно не чека веќе прекинуваат други, не чека на надбројшниот свет. Иако подосна кога ќе влезе во повисока вибрација, тогаш започнува соработка, тогаш започнува да ги гледа луѓето дека на вистина се окей, дека луѓето се соработливи, дека доколку од вас произлегува одредена вибрација на пријателски односи, на добробит, на благодет, на великодушност, луѓето тоа го возвраќаат.
Иако сега некој од вас ќе си помисли: не е така, она не знае, луѓето се вакви такви." Не, луѓето се како што ние ги гледаме во нашиот ум и никакви поинакви. Затоа нечии животи, некој човек има богат социјален живот, некој човек живее во изолација, значи се потекнува од нашиот мајндсет. Затоа имаме животи каде што имаме успешни луѓе, имаме животи каде што луѓе личности кои што едноставно се повлечени од се, уплашени од се, не едноставно се држат до тоа, гледаат да преживеат, не пуштаат ништо, не дозволуваат, значи се е тоа одредена вибрација која што доколку свесно се промени приликите и синхроницитетите ќе се отворат. Јас ќе продолжам и понатаму во наредните видеа да споделувам со вас моќни техники, моќни вежби кои што ќе доведат до освестување и до тоа како ние сами да си го подобриме животот, автоматски да го подобриме и животот на сите околу нас. Пишете ми во коментар долу што точно ви остави силен впечаток, која реченица ве освести, што ви помогна. Верувајте, на тој начин ми давате и мене некаков сигнал што е нејасно, па јас да објаснам во некоја од следните видеа. Ви посакувам убава недела и се гледаме во следното видео.